досега како што се движат работите преку еден интерактивен процес во самиот парламент, верувам дека ќе се соберат сили да се обезбеди двотретинско мнозинство, како што се обезбеди на самиот почеток за да се отворат уставните промени. Дебатата во парламентот, но јавната дебата е многу конструктивна, квалитетна и верувам дека преку тоа и граѓаните ќе дознаат за сите детали од самиот договор со Грција, но и парламентот ќе изнајде начин како да собере сила и да гарантира еднината на Република Македонија, затоа што конечно со овој договор, а и претходно со договорот со Бугарија, ние ги затворивме нашите билатерални проблеми кои што ги имавме со соседите. Стануваме нормална земја, европска земја, каде што заедно со реформите се надеваме дека навистина ќе бидеме следната 30-та земја членка на НАТО и во јуни 2019 година ќе ги отпочнеме преговорите со отварање на поглавјата за Европската унија. Нанасянето на самите поправки обвързано ли е с ратифицирането на договора и в гръцкия парламент? Ще изчакате ли първо гръцкия парламент да ратифицира поправки? Така е, тоа е договорено и е составен дел на самиот договор, но и самите уставни амандмани во делот на објавувањето, тие стапуваат на сила откако грчкиот парламент ќе го ратификува договорот од Преспа, а исто така и Грција ќе го ратификува протоколот за членство во НАТО. Тогаш е активен сето она што е договор, но и уставните промени во Уставот на Република Македонија. Нашето очекување е дека меѓу 15 и 25 јануари ќе завршиме во нашиот парламент, а некаде почетокот на февруари или март, кога ќе одлучи грчкиот парламент и тој да ја заврши својот дел од работата. После останува да им докажеме на граѓаните и на Грција и на Македонија дека тоа е само за добро. Впрочем, како што го направивме со Бугарија. Видоа сите дека има само придобивки од таков договор, од пријателството, расте трговијата во областа на културата, на образованието, на инфраструктурата, на енергетиката и така натаму и така натаму. Да ви попитам, останахте ли изненадан от поведението на вашия предшественик Никола Груевски и всъщност какви постъпки правят сега македонските власти след? Секако, ние сме многу изненадени, но драго ми е што цела Европска унија и сите земји членки се изненадени. Во Македонија една од најсилните реформи е реформите во правосудството. Целиот правосуден систем е под строга контрола и мониторинг на Европската комисија и Европската унија и преку еден транспарентен процес јасна е казната на Никола Груевски со правосилна пресуда која што беше дадена од судот. Но давањето на азил од страна на Унгарија за нас е навистина неприфатливо, затоа што ниту по еден меѓународен закон, меѓународна конвенција, дури и по законодавството на Унгарија, не е дозволен азил за човек кој што е веќе осуден со правосилна пресуда. За нас е тоа многу горко чувство, заради тоа што од една земја членка и на Европската унија и на НАТО, ваков сигнал да добиеме како земја кандидат, навистина е непријатно. За нас владењето на правото е светост. За нас европските вредности се светост. Ние се надеваме на тие европски вредности и веруваме дека навистина Унгарија ќе ги разгледа своите одлуки, ќе одговори на нашите барања и ќе го врати Никола Груевски на издржување на казната и сето она кое што допрва треба да му се суди. А очаквахте ли по-силна реакција? Очаквахте ли по-силна реакция от страна на европейските институции по отношение на решението на Унгария да даде убежище на Груевски? Очекувам најсоодветна реакција заради тоа што европските институции и европските земји се токму тие кои што треба да исправат ваков вид на аномалии кога се случуваат во било која европска земја, вклучително и на нас кои што сме земја кандидат. Европа знае да ни каже многу јасно и отворено кога нешто не чини во Македонија. Така треба да биде и во сите други европски земји. Европската комисија и многу други европски земји веќе реагираа. Јас навистина се надевам пријателска Унгарија дека ќе постапи онака како што меѓународните конвенции, меѓународното право тоа го предвидува, а тоа е да го прифати нашето барање за да го испорачат или екстрадираат Никола Груевски назад во Македонија.